пресконференција. Прашањето беше зошто ова промоција правиме во општина Куманово, а не во ЈП Водовод. Значи, одговорот се состои од два дела. Прв дел е дека општина Куманово е апликант и потписник на договор со Министерството за транспорт и врски за реализација на овој проект. И вториот дел е тоа што сакам, како вработени во ЈП Водовод, да изразиме благодарност и почит на градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Ќе бидам во овој момент малку индискретен и се надам дека градоначалникот нема да ми замери да ме смени, затоа што првиот ден негов работа не беше во канцеларија за примање на честитки на работа за постигнат успех, туку беше во Министерство за транспорт и врски со министерот за транспорт и врски, од каде што ми се јавија и ми кажа дека проектот замена и инсталација на куќни комбинирани индустријски ултрасонични водомери конечно е одблокиран и ЈП Водовод може да почне со реализација на овој проект. Значи се работи за проект со кој што се надеваме дека ќе има општ бенефит и за граѓаните и за самото јавно предпријатие. Знаеме дека ЈП Водовод, како и сите други комунални предпријатија, се соочуваат со универзалниот проблем, а тоа е дотраена водоводна инфраструктура, каде што е во Куманово, мислам дека околу 41% е азбестна мрежа, изградена во 60-ти години, кој што азбестна мрежа има многу дефекти, кој што мрежа ни прави огромен проблем и на тоа се надодава самите водомери кои што поради своја дотраеност не даваат точни резултати, имаме неоживено и непрецизно читање на самите водомери, кои што доведува до пишување на паушални износи на самата потрошена вода, што предизвикува и незадоволство кај граѓаните и недоволни податоци во нашето предпријатие. Почнувајќи од овие сегменти, решивме дека мора да се презимаат некои чекори и првичен чекор, но не и последен, затоа што ќе имаме надоградна на овој проект, е токму овој проект кој што се состои во суштина од два многу битни елементи. Првиот елемент е намалување на загуби. Имаме административни и технички загуби. Административни загуби се од нередовно и несовесно читање и од нередовно фактурирање. Технички загуби се од самите дефекти и од неточни водовери. Се поставува прашање како да се намалат овие загуби. Административни загуби се околу 35%, а технички загуби, кои што се од дефекти и дотраеност на водоменна мрежа и неточна мерна техника, се околу 15%. На самите водомери, према сите наши анализи, и на републичко ниво и на европско ниво, самите водомери имаат неточност доколку се постари од 15 години до 15%. Поради тоа, преземаме чекори, пред вас се инструментите. Првично, ќе формираме реални и виртуелни водоводни зони. Тоа се хомогени, територијално одделени зони со исти хидраулични карактеристики, кои што ќе бидат секторирани, ќе се постават преносни ултразвучни водомери, кои што заедно со софтвер кој што ќе ви биде тука покажан, ќе можат да ни овозможат менаџирање на самиот процес, за да видиме колку вода во кој дел на град дистрибуираме и кој ни е фактурирање. Па да видиме кои што покажуваат дали ќе има дефекти и ќе ни даваат исто така можност да правиме дневни, месечни и годишни анализи за проток на вода и за сите елементи кои што треба да бидат преземени за намалување на овие загуби. Тоа е првиот дел кој што ќе се води и втор дел е поставување на самите водомери со батерија кои што ќе даваат сигнал на секои 8 секунди и батеријата трае 15 години. Овие водомери работат и ако е шахтата поплавена, не дозволуваат проток на воздух, затоа што многу често имаме реакција од граѓаните дека има проток на воздух и даваат 100% точно отчитување на потрошена вода. Со реализација на овој проект и граѓаните ќе имаат бенефит со тоа што, да кажеме, по
становите, каде што обично има 2 до 3 водомери и оглавно се поставени во кујни и да кажеме купатила, повеќе нема да има потреба наш инкасатор да влегува, него од пред зграда со софтвер за отчитување ќе можеме да читаме во една минута преку 200 водомери, со што ниту ќе биде узурпиран приватниот простор на граѓаниот и ќе имаме многу побрзо читување на податоци. Со што се надеваме дека ќе бидат намалени загуби, што е многу битно за нас, за да купниот долг кој што верувате е огромен, во голем дел и наследен, ќе се обидуваме да го решаваме на овој начин. Првично ќе бидат заменети околу 10.000 водомери, ќе аплицираме за уште 20.000 вакви водомери, за да бидат комплетно сите потрошувачи во општина Куманово опфатени со овој проект. Средства се обезбедени од страна на Европска инвестициона банка во износ од 1.650.000 евра. Изведувач на проектот е фирма Техноско од Скопје. ЈП Водовод инсистираше и успеа да издействува која фирма да биде фирма која што ќе ги заменува самите водомери по цена многу повисока од било кој друг град каде што е извршена ваква замена на водомери. Со овој проект заокружуваме еден процес, а во исто време и најавуваме нов проект за SCADA систем, за кој што се надевам дека ќе имаме иста ваква конференција на која што ќе го представиме. Исто така ве потсетувам дека во декември месец заврши проектот замена и реконструкција и градење на нова канализациона мрежа во општина Куманово во вредност од 4.600.000 евра, средства обезбедени од ИПА фондови. Сега имаме проект од 1.650.000 евра и најавуваме уште еден проект, чија што реализација брзо ќе почне од 825.000 евра, што значи дека со работа на вработените во ЈП Водовод и со огромна помош на општина Куманово, во овој момент обезбедуваме близу 8 милиони евра директен инпут од европски средства во општина Куманово. Сакам да искористам оваа можност да се заблагодарам уште еднаш на градоначалник на општина Куманово, но и на сите вработени во ЈП Водовод, кои несебично се дадоа и влегоа во овој проект, а исто така и се заблагодаруваме на сите оние, ајде како да ги кажем, контрабанда што секаде ги има, кои што не веруваат во нас, но буквално ни дадоа снага да истраеме и да одиме понатаму. Ќе ми биде задоволство да го представам тимот кој што ќе работи на овој проект од ЈП Водовод. Тој е Ангел Дамјановски, се извинувам, Јакимовски, наш IT инженер, кој што комплетното секторирање, менеджирање со IT опрема ќе оди преку него. Оливер Стојмановски, шеф на наплата и мрежа, кој што ќе ги прави сите анализи за добиени податоци. Бобан Петрушевиќ, кој што ќе работи со делот околу менеджирање на самата мрежа. И нашиот Перица, кој што го води тимот за шеф на баждарница, и тој е тимот кој што ќе ги поставува и заменува водомерите во општина Куманово. Веќе имаме поставена како пилот проект бројка од близу 1000 водомери и верувате дека резултатите во овој момент се фантастични. Благодарам, ви стоиме на располагање за прашања, јас имам.